Новинарска опорска е да ја освежиме и надоградуваме демократската платформа на различни, особено критички мислења. Со оваа промисла го побарав универзитетскиот афирмиран професор и социолог. Кога му пратив порака, добив одговор. Здраво Гораст, баш помислив на тебе. Одамна не си ме побарал и не си ме поканил во емисија. Да разговараме за пасоши, струја, митилинеос, корупција, игри на среќа. Ајде да разговараме за девастација на општеството. Дали пред нас е распаѓање на системот, на нефункционалниот систем. Следуваат парламентарни и председателски избори. Ветувањата се многобројни, но реализацијата оди веројатно бавно. Добре да е за професорот, социолог Ило Трајковски. Добре ме најдов, благодарам за поканата. Професор Трајковски, дали имаме девастација на институциите, општество кое постепено кородира? Најпрво во врска со најавата, да, токму така беше. Ова што го напише во пораката, всушност беше потребата да се искажам по повод многуте настани што ни се случуваат, дека што не бараат само искажување, туку бараат погласно извикување за тоа каква е состојбата. Токму од таа перспектива, гледајќи дека институциите не само с денеска, вчера, што се вика, но во последните барем добри 20 на повеќе години ја губат својата смисла, својата функција, своите резон де тре за постоење. И како такво можам социолошки да кажам, доколку нема институции, доколку институциите кои што се и уставно и законски предпоставени, востановени да уредуваат односи помеѓу луѓето, ако тие ги нема, ако тие се губат, тие исчезнуваат, тие се нефункционални, прашањето е дали воопшто може да зборуваме за постоење на организирано општество, за постоење на некакво заедништво помеѓу тоа население на дадена територија, или е просто некаков конгломерат, некаква збирштина од парцијални групи со своји интереси, кои што се однесуваат како рогови во вреќа и секој тера по свое. Видите, како така имаме функционални институции, но не мислите дека помалку несериозно, па и до степен на лежерност се однесуваме. Знаевме, имавме информации дека треба да се извадат нови лични документи, пасоши, за да се доведеме до состојба да не можеме да ги решиме клучните, елементарни прашања за обстојување на една индивидуа, да речеме. Се согласувам со вас дека е такво нивото и за тоа изборувам. Но да не можам да кажам, да констатирам дека не постои држава. Проблемот е затоа што државата е таа која што се уште го држи во едно она што го имаме како некакво општество, некакви граници. Не се пак во Македонија не влегуваат неконтролирано емигранти или што и друго да кажете, авионите прелетуваат затоа што сепак има правила и прописи кои што се уште постојат. Да, имавме упад во контролната просторија на МНА, што е чин на нецивилизираност. Противзаконско е. Клучното е дали во однос на таквите настани и таквите испади ќе се покренат постапки кои што ќе кажат ова не може. Кај нас сето завршува на дискусии, некакви критики во јавноста, благодарение на медиумите кои што ги детектираат тие работи, но и медиумите се поделени, парцелизирани и прашањето е кому граѓаните веруваат, бидејќи знаат дека и медиумите се построени. Во тој поглед би рекол клучот, главниот извор на сите овие феномени е пенетрацијата на партиите, партизмот во сите пори на нашето живење. Во личните релации, личните односи, во професионалниот живот, во тој дел институциите се партизирани до крај. И нема друг идентитет кој што е побитен, поважен, освен тој. Дури нити етничките, нити националните, јазичките идентитети не се толку битни како што е во овој момент
битката меѓу СДСМ и ДПМН е битката меѓу ДУИ и коалицијата на четирите албански партии. Тој конфликт се прелева, се преточува во сите сфери на нашето живење. Каде води тогаш таа поларизираност, политичка, партиска? Води до еден, во секојдневното живење, до една нелагодност на живењето. Да не можете да се почувствувате комотно, да седнете домаќински, да погледнете една убава емисија од за јавни настани и така натаму, да не можете да се почувствувате слободно кога ќе излезете во град, во центар и така натаму, да не гледате прљавштина на секој чекор, да не ги гледате кучињата од кои што има ризик дека ќе ве украса така натаму. Знаете како, зборувам критично затоа што навистина го чувствувам сето тоа, таа тескоба на живењето во Скопје, во Македонија генерално. Имајќи можност да прошетам надвор, да видам како може да се живее, дури и у комшилукот Грција е подобро од нас. Меѓутоа, од друга страна, кога велам дека сепак има држава која одржува нешто, го читав овие денови последниот извештај на The Economist Intelligence Unit за индексот на демократијата, и ќе погледнете дека во повеќето земји на регионот има пад на демократијата, на индексот на демократија, во скоро сите земји од регионот, со исклучок на Грција, која што има, кој велам, пад во последните 20 години, од некаде 2006 до сега 23-та, со исклучок на Грција, која што има мал подем, и Словенија, ме се чини. Кај сите други има паѓање. Но тој паѓањето не е исто во Македонија и во Албанија, или во Македонија и во Бугарија. Кај нас како да тие процеси се драматично влошуваат заради прејатно познати причини кои што ги имаме како посебност во Македонија. Месецов излезе од печат книга од статии на Петар Гошев под наслов Епидемија на лагата. Колку таа лагата е основана на политичка понуда и конфликтност? Да, една од манифестациите на таа нецивилизираност е и оваа форма на лагата, на манипулацијата, генерално. Ама знаете како, нам ни се поместени критериумите за тоа што е нормално. Што е нормално? Кој човек, која единка, со какви своји постигања може да очекуваме разумно дека ќе биде валоризирана општествено, јавно. Ќе биде, не знам, ставена на некоја позиција, функција во институциите од кои што очекуваме дека ќе функционираат. Во тој поглед некако лагата оди паралелно со една холивудска филозофија на живот за себе промоција, за промоција на оние најблиските околу себе, без многу тангирање на што е некој поширок јавен интерес, јавно добро. Се почесто, се погласно се зборува за корупција. Дали сме во виорот на новиот грабеж, без усул, без никаква одговорност? Зошто одговорноста стана мисловна именка? Нема одговорност. Одговорноста е само пред конкретни личности, а не пред јавноста, пред институциите. И институциите кои што треба да покренат одговорност во конкретни случаи. Има случаи погледнете каква е довербата во правосудниот систем, иако мислам дека добар дел од таа недоверба е вештачка, артифицијална. Правосудството генерално како институција која што треба да го обезбеди она што велам. Правото во модерните општества е лепилото што ги интегрира луѓето, со групите, со различни интереси. Значи, проблем е всушност во тоа што правосудниот систем функционира слабо, лошо и не ја врши функцијата за која што е тука. Меѓутоа, делумно од таа слика која што имаме за правосудниот систем се создава и од центри на моќ, сега можеби тоа стар израз, но де факто е така за да се што посилно подкопаат тие институции, за да може со нив полесно да се насочува нивната работа. Иначе имаме застарување на случаи, донесување на закони кои што беа последно скоро време донесени за да се овозможи застарување на случаите, ама тоа не го прават обичните луѓе, го прават политичките елити, се разбира во дослуг со други структури кои што
Во тоа имаат интерес, имаат и, како да кажам, сметка да така функционираат институциите. Гледате тренинг, соговорник во ово издание на емисијата, универзитетскиот професор, социологот Ило Трајковски. Професор Трајковски, зошто сме некадарни сами да ги решаваме проблемите, па најчесто бараме меѓународна помош од надвор? Па не знам дали само ние ја бараме или пак кога ќе не видат нашите така наречени стратешки партнери дека се тетеравиме па да ни помогнат да се одржиме, прискокнуваат во помош. Кога велам дека се уште има држава во Македонија, меѓу другото сум многу свесен дека таа ја има и таква каква што е, со сето наше незадоволство заради тоа што не може да се дозволи распагање комплетно на државата Република Македонија, затоа што тоа би предизвикало вакуум простор во однос на населението и територијата и тогаш тоа значи повик за соседните држави. Ама тоа е држави. од аспект на геостратешки интерес на меѓународните партнери. Апсолутно, ама тоа ние сме мало општество кое чисто состојби, но и не знам промени во голема мерка зависат од тие геостратешки, геополитички релации и односи. Така да некако се формира менталитет, особено кај дел од политичката елита во Македонија, ќе нагласам по однос на кај СДСМ особено, дека секогаш ни треба и јавно беше промовирано од мои колеги, професори на правен факултет, па министри, дека ако не се странците, без тоа ние ќе се испотепаме и ќе се не знам што ќе направиме. Така да има дел од нашиот ментален склоп, формирањето како луѓе, особено кај политичарите, дека секогаш некој од надвор ќе треба да ни ги поставува работите. При тоа не сакам да запоставам фактот дека македонското општество е по многу линии зафатено со структури од околните држави, па и странски држави. Така да во тој поглед се што ни се случува, добар дел од што ни се случува е резултат на таквите мешања, односно интервенции од надвор, дел за наше добро, дел заради доброто на оние кои што го прават тоа, заради тоа што не сме сами. Не сме сами, не можеме да бидеме, не оставаат сами, и колку да сакаме да бидеме сами, не оставаат. Дел од нашите, да речам, цената која што ја плативме за влезот во НАТО е наша цена, така? Ама е цена која што на некој начин се валоризира со тоа што стануваме дел од таа структура, затоа што интересите глобални се помокни од нашите интереси и потреби. Професор Трајковски, минатата година или најчесто еднаш во годината секогаш сте гостин во тренинг. Минатата година кога се видовме ми подаривте 2 книги политичка социологија. Од политичко-социолошки аспект изразивте помалку загриженост за проектот Чебрен. Овие денови се зборува за грчката инвестиција Михилинеос. Од една страна сакаме капитални инвестиции, да се инвестира во државата, да се гради, да се инвестира, а од друга страна гледаме со доза на резерва. Дали фактот што на вакви големи проекти, капитални, дали со обидот да прибереме или да привлечеме странски инвестиции, секогаш се гледа низ диоптријата за можна корупција? Апсолутно. Се сеќавам на последното гостување и загриженоста не само во однос на овој проект за Чебрен, туку и генерално како ќе се развиваат работите во Европа заради војната во Украина и така натаму. Во тој поглед овие проекти се дефинитивно поврзани со целата таа состојба која што имаме, недовербата која што постои помеѓу политичките партии, стравот и не само стравот, реалноста од корупција. Пропадна проектот. Јас не сум експерт од таа област, но сум упатен во, бидејќи технологијата, развојот не оди без овие општествени релации и односи помеѓу луѓето, кои што се клучни за разбирање зошто пропадна Чебрен или зошто не е реализиран Чебрен толку децении наназад. Зошто Македонија со децении наназад не успеала да донесе гасовод во Македонија. Тоа не е заради тоа што немало технолошки можности или луѓе што знаат
што значи тоа, кои се бенефитите на донесувањето на природниот газ во Македонија, да може да се користи. Но политичките теми, релации, односи ги блокирале тие проекти. Зошто се гледа низ окото на распродажба на националното богатство? Знаете што, велам, не сум експерт во тој дел, ги читам анализите што ги даваат луѓе кои што знам дека се упатени во тоа и ми се чинат верни. Ако државата дава 50 милиона, сега нема, велам, ризик да ја злоупотребам позицијата на професор, па да кажувам работи кои што не ги знам. 50 милиони на Митилинеус во ситуација, а не знам, реалните трошоци на истиот ќе бидат покриени со камати, зошто државата да не го направи тоа? Ние кон државата губиме довера комплетно, затоа што тој дел од тој така начин неолиберален проект, ништо што е државно, јавно не треба да остане, се треба да се приватизира. Во ред. И тој дел, таа е доминантната парадигма на современото живење, меѓутоа тоа не треба да оди на штета на така наречените национални интереси. Затоа што има ресурси кои што се исклучително важни. Инвестициите кои што ги имаме во Македонија, кои што се капитални, секогаш доаѓаат или од Турција, доаѓаат или од Грција, доаѓаат од некоја од соседните земји. Кои се нашите стратешки, големи инвестиции во тие земји? Така да и од таа страна треба да ги гледаме работите. Баш ка што овој конкретен проект беше донесуван така некако на брзина и во една ситуација кога се спремаме за избори, така да и тогаш се прашувате чеки сега што е во тој момент клучното да се донеси, а чекало толку многу време. Професор Трајковски, влегуваме во изборна кампања, пред нас се двојни председателски парламентарни избори, иако официјално кампањата се уште не е започната, се насетува веќе една поделба меѓу и партиите, а и обид и граѓаните да се поделат. Па така се создава една антибугарска платформа, анти-ЕУ реторика, про-ЕУ реторика. Може ли на овие теми да се придобијат симпатиите кај граѓаните, кои патем не ги интересира можеби толку Европската унија, колку што повеќе сака да слушнат дали од идниот месец платите ќе им бидат зголемени или пензиите ќе им бидат пораснати за 10%. Добро, а јас мислам дека дали платите и пензиите ќе се зголемуваат или намалуваат, во голема мерка зависи од како ќе ги решаваме овие стратешки предизвици. Интеграцијата со Европската унија и не знам, другите прашања од тој тип, така да и граѓаните се свесни за тоа дека запирањето на нашата интеграција, европска интеграција, ќе биде со последици конкретни во однос на нивото на живеачка, квалитетот на живот. Просто ние се празниме демографски. Мислам дека генерално изборите се многу важни и веројатно секој од нас треба да направи напори да тие поминат на цивилизиран начин, без инциденти, невозможни инциденти, да нема, да речеме, жртви, затоа што влоговите им се прилично големи и на едните и на другите, и тоа на некој начин ќе го определи натамошниот развој на страните во Македонија. Последните истражувања на јавното мислење покажуваат одредени индици што ќе се случува, како ќе се случува, така да не е неважно како ќе се добие резултатот од изборите, за тоа доколку има, да речем, пофлагрантни појави, тоа дополнително ќе го доведе во прашање легитимитетот на властите кои што ќе треба понатаму да после тоа да стапат на сцена. Една ваша констатација ми остави впечаток. Избори без избор. Добро, може би малку престрог во тој дел, ама така ми се чини. Значи, изборот е главно така како што го гледаме сега. Гледате делот на македонскиот политички блок, главните остануваат овие две партии, се појавува респектибилна политичка структура во името на левица
исфрлаат кандидат кој што е познат интелектуалец. Меѓутоа и понатаму дискусиите се во таа смисла, велам, без избор, дали ќе одиме кон Европа, дали ќе бидеме со НАТО, дали ќе правиме уставни измени или нема или направиме. Во тој поглед јас мислам да ние немаме избор. Во НАТО сме и не можеме да излеземе туку така, затоа што цената која плативме е голема. Европската унија не може да кажеме не одиме понатаму, кога нашите луѓе заминуваат во Европа. Неме проблемот со пасошите кој што го споменавте не тангира толку многу затоа што нема да патуваме во Русија или во Бугарија, туку не тангира затоа што не можеме да патуваме кон Западна Европа, кон Европа да патуваме. Во тој поглед сметам дека изборот е ограничен. За жал, преку она што денеска е толку тренди помеѓу партиите, начинот на кој што се обработува јавното мнение се формира, дека се тие опциите и дека или тоа ќе го одбереме, или тоа ќе го Дали тоа значи дека на сцена ќе биде нова власт со старо политиканство? Да, мислам дека тоа ќе биде. Како и да се случат работите, ќе мора да одговори на прашањето за уставните измени. Нема друго. Дилемите се тие. Дали ќе го гради, не знам, овај или онај енергетски објект, тие се клучните прашања. Нашиот проблем е што всушност кој ќе погледнете меѓу главните опоненти, особено во македонскиот блок, во МРОДПМ и СДСМ, стратегиските ориентации не се различни. Не може да бидат различни. Прашањата се околу натрешните толкувања, конструкции, како ќе се движиме во таа насока. Двете партии се толку цврсто фатени за својот идентитет, да и прашања кои што во други ситуации разумно знаат дека мора така да биде, ќе ги спорат само затоа што доколку не го прават тоа, ќе се подкопаат во својот идентитет, а не се спремни да влезат, да се ребрендираат себе си, да се редефинираат, да најдат други предизвици во однос на тоа како ќе водат политиката. Професор Трајковски, на крајот, медиумски феномен во Скопје, ни глас за протестите на српската опозиција околу регуларноста на тамошните избори или ноншалантното прогледување кај политичарите за сомнителната смрт на Алексеј Навални, лутиот противник на Путин. Зошто сме индиферентни? Во тој поглед се прашував и себе си. Гледам дека на повеќе места во Европа и пошироко за Навални имаше одредени манифестации, пројавувања на загриженост и солидарност со неговиот лик, со неговата сопруга, мајка и така. Исто така и во однос на изборите во Србија. Ама тоа пак ќе дојде дека добар дел од јавноста, односно креаторите на јавното мнение во Македонија се некако марионетки. Немаат поттик да го направат тоа, барем оние кои што може да покренат нешто. А од друга страна, тука се ставам и себе си како некаков независен интелектуалец, немаме мок или желба да излезам самиот на улица, да демонстрирам и да покажам дека сум згрозен од начинот на кој што беше прекинат животот на Навални или не знам, начинот на кој што се изведува изборите во Србија. Имаме конкретни извештаи од многу релевантни мониторинг мисии за Србија, од Советна Европа исто така. Европската унија ми се чини така нешто. Кој што јасно покажува што се случувало. Но од тој поглед немаме реакции. Велам, тука не се изземам ни себе си од одговорност дека но еве, го кажувам тоа што го мислам. Професор Трајковски, можеби ќе звучам вулгарно, дали интелектуалците тогаш кај нас се безгласна буква или политичките елити не ве фермаат или само бараат од вас мислење во оној момент кога ќе бидат потреба од вас? Не фермаат, толку колку што сме инструментални. Кога велам дека партиите се имаат пенетрирани во сите сфери на системот, на функционирањето, тоа вклучува и, ако сакате, академијата, академскиот свет, не само универзитетот. Самата ману е директно под влијание и самата инструментализирана. Слушам денови дека има закон, кој што онака инкогнито, можеби ќе се огрешам,
е пуштен во владините процедури за покачување на хонорарите на академиците, не знам на која сума. Тоа така оди без да се промисли, да се трае транспарентност во јавност и така натаму. А тоа се, да кажете, примерот за интелектуалците. Благодарам за интервјуто. Благодарам за поканата, со задоволство. Следете интервју со универзитетскиот професор, социологот од Филозофскиот факултет Ило Трајковски. Следете.